Добро утро. Да си кажеме утрово на две теми. Вечер стартува Европското првенство во ракомет во Германија. Македонија на стартот се соочува со Франција. Подоцна за ова со поранешниот ракометен репрезентативец Горан Ѓоргоновски. Прво за она што е актуелно деновиве, а тоа е штрајкот на контролорите за летање кој од вчера е ставен во мирување поради одлуката на владата да предложи ново раководство во државното предпријатие. Гостин на оваа тема е капетанот на Боинг 737 и инструктор Венко Биковски. Господине Биковски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Калма. Ваш коментар првичен вака по вчерашната владина одлука да препорача и разрешување на актуелното раководство, односно на двајца од тројцата директори? Јас лично сум задоволен, затоа што и јас сум патник и можам да соочувствувам со оние кои што купиле карта за недешни летови, дека може да отпатуваат на дестинација тамо кај што и тргнале. А се во ова фалеше многу малку да не се деси. Меѓутоа, од она што го видов и што го знам, се уште ова неизвестност трае. Велите задоволен сте, иако инцидентот со кој кулминираше незадоволството во МНАФ се случи на 4 јануари. Владата имаше 5 дена да најде решение, ако веќе одлучила да го разреши тамошното раководство, но веројатно ги следевте информациите од таму вчера. Прво беше предложено име Илир Мехмеди, човек кој не одговара според статутот на фирмата да биде назначен за претседател на управен одбор и извршен директор, за потоа да најдат друго име. Дали требаше толку време да мине прво за да се разреши раководството, а второ, ако веќе 5 дена не може да го смислат да најдат соодветно име на време, а не да се случува оно што се случуваше во текот на вчерашниот ден? Ошто е проблемот, ова веќе неколку пати и го кажував. Онака како професионалец во ова работа, само кажува на едно. Ако им требале 5 дена и ако овој се предомисли во рок од неколку часа, значи дека таму работат луѓе уствари на таа власт, на тие луѓе кои што одлучуваат, они немаат некој да им даде совет, да им каже, да им укаже што е добро, а што е лошо. И во авиацијата такви работи не постојат. Еве, конкретно во мојата работа, јас морам да донесам во дел од секунда одлука. И ако не ја донесам во право време и на прав начин, тогаш вие кои што седите позади мене, сте на пат да завршите лошо. Се во ова добро е што се продолжи. Имаме еден период каде што сигурно, тоа е повеќе од сигурно, дека ќе дојдат луѓе од надвор, од Евроконтрол, а и пошироко, да го испитаат овој случај. Како ќе се заврши, кој ќе биде епилогот, останува какви чекори ќе преземе владата во иднина, да ова се надмине и да ова повторно не дојде. Дали мислите дека со вчерашната владина седница ќе стивнат турбуленциите на македонското небо? Не сум сигурен од лично искуство дека сите работи ќе се слегнат, затоа што барањата кои што не се од вчера и не се оние само 4-5 дена за да се постапи, колку што ја знам, ова трае повеќе месеци. Меѓутоа, повеќе месеци сите се оглушуваат, поготово во владата, луѓе кои што се одговорни за тој дел од индустријата. И многу работи кои што се десија во меѓувреме, не даваат некои назнаки дека се ова ќе биде завршено со вчерашната седница. Претседателот Пендаровски во вчерашното интервју рече дека МНАФ е зрела за ремонт. Се согласувате со неговата оценка? Во потполност. Не МНАФ, него воопшто авиацијата во Македонија. Затоа што ова што се деси во МНАФ, тоа е само ошкринување на она Пандорина кутија. Ако малку денес не е тема, меѓутоа се надам дека во некоја уиднина ќе се видиме пак и малку ќе разговараме и на таа тема, воопшто авиацијата во зраковловството во Македонија е на граница на нестанок. И ова влада е секаде, во секој сегмент, кај што е присутна авиацијата во Македонија и ако не се преземат некои чекори, она што викаат подобро да се спречи него да се лечи, ќе дојдеме во фаза да утре практично во Македонија не ќе не има авиација. Поред авиацијата како индустрија, како бизнис, тоа е друга тема како што и самиот кажавте, меѓутоа кога станува збор за контролната кула на летање, односно МНАФ, станува збор за безбедноста на летањето. Клучниот субјект од кој зависи безбедноста на
цивилното летање, на воздушниот авиосообраќај. Велите се согласувате со оценката дека е потребен ремонт. Дали сметате како пилот, како човек кој целата своја кариера е посветил на таа струка, сега кога летате како патник, кога патувате со авион, се чувствувате безбедно? Дали македонското небо е безбедно во изминатиот период па и сега? Мора малку да се поедностават тие работи, МНАВ за ремонт. Луѓето кои што работат таму, пошто јас непосредно работам со нив. Во нашата професија контролата на летање е сервис. Сервис кој што нам ни дава услуги. За сите овие години, јас ги памтам почетоците на контролата на летање, тоа беше уште во времето на Југославија, кај што да се биде во контролор на Скопскиот аеродром, тоа беше една многу убава, фина професија, затоа што имавте еден авион кој што доаѓаше од Белград навечер и кој што се заменуваше на Сабајле пак за Белград. Меѓутоа, кога станавме држава, тогаш се интензивира сообраќајот и практично МНАВ, тогаш не се вика МНАВ, него контрола на летање, немаше кадри, немаше луѓе со кои што ќе ги задоволи сите оние потреби кои што се наметнаа. Во меѓувреме, затоа што ги користам нивните услуги со години, напредна и они држат високо светско ниво. Тоа ниво или она што треба да го задоволат, го контролираат луѓе кои што не се од Македонија, не се од владата, него луѓе кои што се задолжени за таа работа во светски размери, поготово во овој дел на Европа, европски. Комисии кои што го контролираат сето тоа. Така да не би се согласил со таа констатација дека таму генерално треба да се врши. Што треба да се направи? Системот на обезбедување е таков да таму многу работи не чинат. Прво и основно е дека самиот аеродром, тоа е државна поседност. Онака како што самата држава Македонија ја обезбедува полиција, милиција и војска, и таму би требало овие такви органи да ја обезбедуваат таа кола и тој аеродром, а не приватни агенции. Во тоа лежи целиот проблем и тоа треба да се промени. Освен начинот на обезбедување на контролната кула, немате други забелешки или некои недостатоци што би ги посочила? Па ни во еден сегмент нивната работа. До сега, затоа што нивната работа се контролира. Секој испад овој е регистрира. Оти рековте дека се согласувате со оценката на Пендаровски дека МНАФ е зрел за целосен ремонт. Начинот на обезбедување на институцијата не значи целосен ремонт, туку еден сегмент. И она што е најбитно, најважно, тоа е причината. Причината зашто ви луѓе го дигнат својот глас. Во авиацијата не трпи импровизации. Се прават строги критериуми на луѓе кои што може таму да работат. И сега не можете вие да направите еден партиски упад, да воведете во авиацијата рамковен договор. Рамковен договор се тоа во ред политичари во политика. Меѓутоа во оваа работа не трпи политика. И тука не можете по рамковен договор да доведете тие и тие луѓе, затоа што тие и тие луѓе утре одговарат за вас, па и вие кои што ги одредивте таму, и вашиот живот е во опасност. Ако некој го води авионот, а за тоа не е способен. Одговорот отнаму беше дека не станува збор за партиски упад, туку дека за несогласување, односно кошкање меѓу колеги кои како да ви кажам, во се ова многу смешни ситуации. Скоро беше влегол во една продавница, купив нешто и онака, благодарејќи почнав некој неформален разговор. Меѓутоа бев упозорен од продавачката, се извини, радо би разговарала, меѓутоа вика снимана сум со камера, вика утре вика работодавачот ќе ми стави приметба затоа што водам конверзации надвор од она што треба да го работам, а тоа е да продавам. Се извинив и кога во една продавница имате систем аудиовизуелен, таму они се должни според закон да сето она што се дешава во таа соба да биде запишано со снимки како аудио, така и визуелно. И тие изјави дека било кошкање прво во ходник, кошкање таму. Во таа сала, во тој момент може да се најдат само луѓе кои што се тој ден во смена на работа. Кои насочуваат авиосообраќај. Така е. Да се вратиме многу едноставно на она време кога бев уште тинеџер, кога одев на школа со автобус.
i normalno vlagavме na ona predna vrata, da možeš brzo da vlezeš, brzo da izlezeš. I sedejki blizu do šoferot, koji što во она време беше отворено, меѓутоа сегде постоеше еден напис, Не запис. разговарајте со возачот. Така е, вика, за време на возењето. Во она време, пошто бевме Југославија, сите тие насписи беа на српско-хрватски јазик. За време вожње забранен разговор са возачем. И сега, ако на еден возач, кој што вози можеби некои 40-50 луѓе во автобусот, е забрането да го ометате. Како тоа изгледа, овој со еден контролор кој што има на стотици, да речем 1000 луѓе горе, а вие го ометате во неговата работа. Господин Биковски, со оглед на тоа што се навраќате на вашата кариера и долж на македонската независност 30 години и авиацијата, ние сме сведоци на неколку авионски несреќи. Ни падна 2 патнички големи авиони, загина председателот. Освен министерот Пешев, кој сам си поднесе оставка после несреќата на Палер, ниту еден функционер од домашниот авиосообраќај не сносеше одговорност. Се сеќавате вие на одговорност по падот на Владиниот Кингер во Мостар или на одговорност по падот на Авиоимпекс кај Охрид? Станува збор за авиосообраќај, за нешто што, како што самиот велите, не трпи импровизации, нема место за партии, ниту за рамковни договори. Управо така, авиацијата бара строг професионализам. Тој ден кога падна авионот на Авиоимпекс во Охрид, тоа се баеле и јас бев на аеродромот во Скопје, работев тогаш за Палер и бев планиран да го изведам летот Скопје-Минхен-Скопје. Меѓутоа, кога стигнавме, имавме интензивни врнежи од снег. Снег имаше негде веќе преку 15-20 сантиметри. За нас постојат лимити во кои што е дозволено да се полета или да се слета по такви услови. Сето тоа беше далеку од минимумот, условите на аеродромот беа такви да не дозволува сигурно безбедно летање. На сето тоа од негде дојде во она време не очекував, беше 6 саат са бајле темници и ладноти, и во она време човекот кој што го створи Авиоимпекс, него Палер, Вања Битољано, дојде да види што се случува и јас му реков дека условите се такви, ќе почекаме уште некое време, меѓутоа она што се дешава моментално на аеродромот не ветува дека ќе биде безбедно да се полета. И јас под овие услови сигурно не ќе полетам. Он ја пофали таа моја одлука, патниците кога им објавивме дека денес не ќе патуваат за Минхен, нормално многу од нив не беа задоволни и го искажа своето незадоволство во она кога се ми умидовме, кога го напушта авионот, меѓутоа опаска од моја страна беше подобро дома или во хотел, зависи кај си престојувал, од прозор да гледаш како надвор врвне снег со топло кафенце, него тамо негде да не собираат по некои ливади да завршиме онака како што не би требало. Од оваа перспектива сега, упадот се случува на 4 јануари, 5 дена отсуствува било каква реакција, луѓето кои се приведени за тоа се пуштени дома. Како е прво можно, рековте во една изјава дека станува збор за терористички акт, да се случило било каде, такви беа и реакциите и притисокот од јавноста е голем. Бара председателот разрешување на целиот случај до крај, бараат граѓанските организации обединети во платформата против корупцијата, бара опозицијата. Како ќе заврши ова со оглед на тежината на чинот? Беше ли загрозена на 4 јануари во 3:15 часот кога луѓето упаднаа таму безбедноста на летањето над Македонија, не само на авионите кои пристапуваа кон Скопје или требаше да полетаат од Скопје, туку и оние прелети над Скопје кои над македонското воздушно небо ги имаат мноштво авиокомпании? Пред се, ова е работа кај што треба луѓе задолжени, а тоа е судот, да донесе свое решение. И она што нив би им порачал, би било добро да си ја одработат работата онака како што треба, затоа што доколку не постапат она што се очекува од нив да го направат, тогаш сигурно дека не само авиацијата, не само ЕВНАВ, него и ние како држава ќе сносиме некои последици. И се надевам дека ќе постапат по словото на законот и дека ќе донесат вистински правилни решенија. А за тоа 15 минути што практично
sme bile bez kontrola na letanje, to je nešto što prvo me začudi deka direktorot na Agencijata za civilna vozdušna plovidba posle to i nastan ispratil inspektori koji što tamo izvršili uvid. Ono što on go objavi beše onaka, kako da vi kažem, malko smešno, zato što oni bile tamo, ne uvidele, ne naša nikakva nepravilnost, a celi svet bruji za to, što znači da ta agencija i ti ljudi koji što ga rabota, to nesena visina na својата задача. Затоа ве прашувам конкретно и делегацијата на Европската унија во Скопје и НАТО. Вчера Пендаровски рече дека НАТО се интересирале дали се безбедни авионите на НАТО кои надлетуваат над Македонија, дали била загрозена безбедноста на летањето во тој период на инцидентот? Како да ви кажам, и да и не. Она да не е затоа што за среќа ништо лошо не се случи. Господ има малку непогледна, меѓутоа да, затоа што не смеете да дозволите да тој сегмент биде непокриен. Во тие 15 минути можеле многу работи да се десат. Еднаш и објаснав што све може да се деси ако се направат анализи, можеле да се десат жртви и тоа на стотици луѓе да ги нема. И за среќа не се деси, иначе ќе се најдевме пак на столбот на срамот и ние како држава и таа агенција која што го работи тамо. И вака сме на столбот на срамот и генерално луѓето кои таму работат, кои се професионалци, подолг период се под притисок. Кошкањата, како што тие ги нарекуваат, помеѓу синдикатот и раководството траат подолго време. Минатата година бевме сведоци на оној скандинавски дански конкурс, односно обука во Данска и конкурсот за таму кога се пријавија партиски луѓе неподобни за тоа, па под притисок на синдикатот тоа се ревидираше таа одлука. Дали тој притисок кој се создава врз вработените може да ја загрози безбедноста на летањето? Дали може и како ја забрза? Во авиацијата не постојат рамковни договори. Таму само постои квалитет. И веќе го кажав синоќа, не е проблем, него едноставно како се врши селекција. Појдам само тоа што селекцијата во она време кога јас конкурирав давно пред некои 45 години за да станам пилот. Во она време беше врв да бидеш пилот во Југославија, да бидеш еден од пилотите во ЈАТ, во Југословенскиот авиопревозник. Таа година на објавен конкурс се јавија негде околу 870 кандидати. 5 дена траеше тоа тестирање. 5 дена, од тоа 3 дена лекарски прегледи. И од оние 870 кандидати по бодовна вредност првите 20 влегоа. Вие влеговте како рамковен од Македонија? Не, немаше тогаш рамковни договори, него се бараше квалитет кој што мора да остане. Во авиацијата нема партиски вработувања, нема рамковни договори, нема по национална вредност, по верска вредност, него само квалитет. И за крај, ако е инцидентот таму еднаков на тероризам, како што самиот кажавте, каков расплет на тоа околу инцидентот очекувате? Расплет, они кои што се должни, кои што го водат судството и тие кривични постапки, треба да дадат прав одговор, она што законот и они што треба да го спроведат скроз закон, да го кажат својот збор. А дали ќе го одработат тоа добро или не, ќе дојдат они, тоест Европа, Евроконтрол, кои што ќе го проверат сето тоа. Мој совет е да постапат онака како што тоа законот и го наложува. Пак за овие момци, 8 души, они не се свесни што направиле. Не се свесни затоа што влего упад, они така знаат, веројатно таму во мало, кога нешто не дојдеш и одма тоа лично го пресметуваш. Меѓутоа, со тоа што направиле еден упад, они направиле едно големо добро дело. Сега, што е тоа добро дело? Вака дело малку цинично, кога го кажувам сето тоа. Меѓутоа, има една голема вистина да во авиацијата за тие терористички акти, сите превентиви кои што се прават да тоа не се деси е на нешто што порано се десило. Таму никој не размислува што е тоа нешто ново
što može da го smislat tije ludi glavi, teroristi, koji što ne je poznato i ne postojat neki elementi za da se osigura tako nešto da ne se desi. Nije upravo Makedonija, dadov me jedna ideja, ovi momci nesvjesno normalno go napravija sve to, da jedan mikrofon koji ja тука го имам, доколку дојде во погрешни раце и почне да издава горе во воздухот некои наредби кои што може да ги прифатат, а можете да ги одбијат пилотите, меѓутоа може да се направи еден таков хаос кој што и те како ќе произведе несреќи кои што никому не му требаат. Господин Биковски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Том. Благодарам и на вас.